Ракометарките на Астибо со пораз го затвори есенскиот дел во Суперлигата откако загубија со 36-28 од Металург Автокоманда во гости. Надпреварот одбележа погодокот на голманката на Астибо, Кристина Кузмановска-Младеновска, која погоди од гол на гол, но приту успе да совлада голманката на домашниот тим со што ги собра плузите во салата. Металург Автокоманд уште од самиот почеток започна да гради сериозна резултатска предност која во 21-та минута од средбата беше 13-7, а до крајот на првиот дел штипскиот тим мислите ја намали на 16-12. Во второто полувреме Астибо дојде и до минус гол, односно 19-18, а потоа мечот влезе во многу неизвестен финиш, откако во 42-та минута Астибо уште еднаш дојде на минус 1 погодок, при 20-19 во последните 10 минути домаќинот успеа резултатски уште еднаш да се одлепи и стигна до победа од 36-28. Марија Јанкуловска со 11 гола беше прво име кај Металург Автокоманда, а пак кај Астибо стандардно Маријанчева беше најдобра со 13 погодоци. Во однос на останатите две средби фаворите стигнаа до победи. Шампионот Ѓорче Петров со 27-36 славеше на гостувањето кај Вардар, додека пак Чари со 29-36 го доби Куманово во гости. Дербито од Ното се играше во Скопје каде тимот на Пелистер го доби Спартак со 20-31 и гостови на Ното без триумф. На врвот се изравнати Ѓорче Петров и Металург Автокоманда со по 23 бодови, Чајре трет со 22 бодови и овие три екипи ќе се борат за титула во пролетниот дел. Вардар е четврти со 14 бодови и е комотен на својата позиција. Борбата за петото место ќе ја водат Куманово кој има 9 бодови се наоѓа токму на петото место. Астибо ќе презиме како шести со 7 бодови, а пак Пелистер е седми со 4 бодови. На дното е Спартак со 2 бодови, единствен тим кој нема триумф, односно има 2 реми 11 порази. Во средината од месец февруари 2026 година започнува пролетната полусезона.